Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Ке завладеат ли правда и владење на правото во Северна Македонија наспроти селективното спроведување на законите и казнување на оние што ги кршат? Отсуството на резултати на овој план во претходните 3 години наверојатно беше една од главните причини што на изборите во јули дел од граѓаните решија да останат дома, чувствувајќи се изневерени од неисполнетите ветувања на власта за воведување ред во државата и санкционирање на оние што правеле и прават неред. Во вакви околности, на чело на ресорот што е најтесно поврзан со овие теми, Министерството за правда, на изненадување на многумина доаѓа Бојан Маричич, дипломиран правник од УКИМ со магистратури од Лондон и од Амстердам, доскорашен главен технички преговарец со Европската Унија. Ако темите за независноста и ефикасноста на судството, владењето на правото, почитување на човековите права се прашањата што ќе ги одбележат преговорите за членство во Европската Унија од почеток до крај, тогаш можеби може да се најде поврзница за оваа транзиција на Маричич во правда. Има ли визија, капацитет и сила да одговори на тешката задача? Вечера во 360 степени ќе разговараме лично со новоизбраниот министер за правда. Интервјуто со Бојан Маричич почнува за кратко. Гледате 360 степени. Добро вечер и добре дојде во 360 степени за министерот за правда Бојан Маричич. Добро вечер. Благодарам што ја прифативте поканата. По номинацијата од главната опозицијска партија ВМРО-ДПМН на пресконференција ке речат Бојан Маричич како дел од шарената револуција протестираше за реформирано судство, во исто време неговиот родител беше дел од Републичкиот совет на обвинители за потоа да стане виш јавен обвинител. Против чиј непотизам ке се бори министерот тогаш во најава, за какви спреги и кочници помеѓу извршната и судската власт зборуваме, и уште една реченица ќе цитирам од таа пресконференција на ВМРО-ДПМН, дали можеби сопругата на Маричич ќе остане шеф на неговиот кабинет, како што беше шеф на кабинет на претходната министерка Рената Десковска, заради публиката да кажеме дека станува збор за Момир Маричич, вашиот татко, инаку виш јавен обвинител, и Маринела Тушева Маричич, ваша сопруга, блиска соработничка на Десковска во ресорите образование и правда. Моето прашање во контекст на ова Маричич би било дали се ова конфликти на интереси кои во старт можеби ја доведуваат во прашање вашата подготвеност да го водите овој ресор? Мислам дека повеќе се работи за едно безидеен напад на опозицијата отколку реален конфликт на интерес. Ке ми дозволите кратко да објаснам нешто околу кариерата и на татко ми и на сопругата, за да ја расчистиме оваа работа. Мојот татко работи во јавното обвинителство од 1986 година, значи кога јас сум имал нешто повеќе од 3 години. Ги има поминато таму сите скалила од стручен соработник, за основен обвинител во обвинителството во основното јавно обвинителство Скопје избран 1997 година, потоа 2003 година во Вишето јавно обвинителство, меѓу 2008 и 2016 во 2 наврати со директно гласање на обвинителите е член на Советот на јавни обвинители. И по завршувањето на неговиот мандат во Советот се врати на истото место во Вишето јавно обвинителство. Значи, на ниту еден начин, на никаков начин не сум му помогнал јас во неговата кариера за да има конфликт на интерес. И обратно, ниту јас сум просперирал во политиката и во кариерата заради него или заради некоја негова интервенција. Така што не можам да видам никаков конфликт на интерес во кој што има некаква спрега. Впрочем, во дента кога ме објавија за кандидат за министер, значи уште не бев избран, пред тоа татко ми, зашто сум многу и благодарен за тој потек, поднесе барање за пензионирање. Практично, експресно беше одлучено од страна на Советот на јавни обвинители да биде разрешен и тој од 30 септември веќе ќе биде во пензија по користењето на годишен одмор. Така што на ниту еден начин, ниту влијаел на мојата кариера, ниту јас сум влијаел за негов успех. Додека сум јас во политика,
тој, еве да речеме, од 2017 година, од кога сум бил во кабинетот на премиерот, нема на никој начин напредувано во кариерата, седи на истото место. Во однос на сопругата, она беше кабинетски, да речем, ангажирана кај професорката Десковска, министерката Десковска, во двата кабинети. И во образование и наука, и во правда, и тоа е логично, бидејќи имале добра соработка, секој си носи луѓе од доверба, и нормално е да, доколку си верува, да оди со неја во кабинетите. Така остана правда? Не, значи од понеделникот, јас од кога дојдов имам нов шеф на кабинет, не е повеќе мојата сопруга, преку мобилност на службата во наредниот период, верувам, за скоро ќе се трансферира во друга институција. За многумина сте млад, иако имате 37 години, ако се водиме од искуствата во земјата, со една деценија помлади станувале премиери овде, така што тоа не би требало да биде хендикеп. Но немате големо политичко искуство. Колку навистина вие лично се чувствувате подготвен да се носите со прашања во кои се испреплетени многу политички, бизнис интереси, замешателства? Тука има интереси на многу големи риби. Јас сум веќе 15 на години активен во општеството. По завршувањето на студиите сум бил два пати на постдипломски студии, еднаш во Холандија, каде што магистрирав европско и меѓународно право, и еднаш во Англија, каде што магистрирав современи европски студии. Сум бил постојано активен токму на темите врзани за правосудството, значи... Да, може би јас не се изразив најдобро. Вие сте политички активен, точно е тоа долг период, но низ партиска призма сте, да речам, неколку години само. Претходно бевте во еден друг сектор, политички активен. Бев активен во граѓанскиот сектор, активно сум учествувал во повеќе процеси и во повеќе законски проекти поврзани со човековите права, судството, Blueprint групата, значи еден од основачите сум на таа група на времето, и постојано сум бил внесен во овие прашања. Партиско искуство имам од неколку години, тоа е точно, меѓутоа верувам дека процесите во кои што учествував пред се во кабинетот на премиерот, поврзани и со преговорите, почетокот на преговорите на ЕУ, и со реформите од планот 369, планот 18 и процесите поврзани со решавањето на спорот со Грција и со Бугарија, ми дадоа доволно простор да научам многу работи во последниве неколку години, особено за функционирањето на политиката и на институциите, и мислам дека сум доволно подготвен, заедно со политичката волја на партиското водство на СДСМ, но и на коалицијата, на владината коалиција, да испорачаме резултати. За мене е тоа најважно. Да. Мислам дека тоа никогаш не сум избегал и без разлика на како се коментира партиското искуство, како што споменавте, верувам дека можеме да испорачаме резултати и тоа сум го покажал да се. Ја споменавте коалицијата, многумина токму во вашиот коалициски партнер гледаат потенцијален проблем за евентуално нешто да мрдне на овој план на кој што сите граѓани сакаат да видат резултати. Колку искрено, предпоставам реторички, да, ги слушаме дуи дека и тие се подготвени, па дури и за темелен ветинг и за како се вели, менување на општеството, но ако бидеме искрени, дуи е навистина сериозно инсталирана и во судството, и генерално во правосудството, во другите структури, луѓе кои што беа на политички позиции, сега се обвинители, дел суди и така. Слушнавме дури нивни представници кои што, редејки ги успесите на партијата, например, го спомена и председателот на Врховниот суд, па во таа смисла да не удрите брзо со главата, да кажем, во зид. Јас во почетниот дел од мојот мандат, значи во овие први денови имав можност да се сретнам и се уште се среќам со сите важни чинители, меѓу нив и председателот на Врховен суд. Вчера имавме средба. Немам досега впечаток никој од нив дека настапува од партиска позиција. Мислам дека сите имаат интерес да испорачаме брзи резултати во делот на ефикасноста, одговорноста и отчетноста на правосудството. Секако коалицијата, кога зборуваме за коалицијата, можам по моите информации да ви кажам дека еден најголем дел од разговорите
поврзани со формирањето на коалицијата, се однесуваат токму на воспоставување на принципи, начини на работа и политики кои ќе донесат резултати, а многу помалку на, да речам, кадровски поделби како што вообичаено во минатото било. Затоа искрено верувам дека принципите на кои што почива оваа коалиција, тоа се правда, економија и европски интеграции, секако заедно со образование и здравство, дека ќе успееме да испорачаме резултати, затоа што еве на пример од првиот ден беше решен случајот со дивоградбата во Мавровка, значи неколку метри од каде што се наоѓаме. Претходно имаше чекори кои што дадоа значаен придонес во решавањето на проблемите во Охрид со УНЕСКО. Ке има и други случаи на секаде низ државата. Мислам дека силната волја ја демонстриравме на самиот почеток и јас верувам дека сите партнери во коалицијата без исклучок се со мисија да испорачаме резултати во овие клучни области, особено во правдата и во владењето на правото, затоа што граѓаните по тоа меѓу другото најмногу ќе не ценат. Да, но имаше и примери во кои да речеме Блерин Беџети реагира на уште непокрената постапка од Државната комисија за спречување на корупцијата со дисквалификации на комисијата и така натаму, така што ако во случајот со Мавровка, да речеме, можеби беше во прашање човек кој што и не е најдиректно асоциран со ДУИ, ќе видиме како тоа ќе функционира во случај во кој што навистина ќе бидат имплицирани луѓе од ДУИ. Јас не можам да зборувам во името на ДУИ, но можам да ви кажам дека немам впечаток дека било кој министер или било кој коалицијски партнер би сакал да не испорачаме во делот на владењето на право и правосудството. Случај по случај ќе дискутираме и ќе видиме како ќе се одвиваат работите, но јас сум убеден дека граѓанскиот интерес ќе биде на прво место. Моја задача ќе биде секогаш да се борам за тој интерес и од тоа немам намера да оставам како министер и убеден сум дека така ќе биде во другите. Што е нешто што прво опипливо ќе може да го видат граѓаните на планот на, еве да речеме, промени во судството? Перцепцијата не е добра за тој сегмент од политичкиот систем, граѓаните имаат висока недоверба во судството, начинот на кој што функционира тој сегмент. Што е нешто што прво ќе може да го видат? Во многу брз рок очекувам да започне интензивно оној процес на прочистување или зајакнување на одговорноста на судството. Мислам дека зајакнување на одговорноста во судството е подобро објаснување на терминот прочистување. Тоа сега свесно ја менувате таа фраза или? Не само ја да објаснувам. Инаку ќе остане прочистување. Да. Секако... Вие во една ваша изјава ќе кажете во 100 дена од мандатот со нашите партнери и стручната фела ќе утврдиме модел кој ќе обезбеди ефикасно и објективно прочистување на судството. Останувате на оваа пределба? Останувам на таа изјава. Во првите 100 дена? Во првите 100 дена ќе имаме модел по кој што тоа ќе се спроведува. И токму на тоа и работиме во моментот. Затоа и е важно сите да земат учество во овој процес. И Врховниот суд и судскиот совет, особено судскиот совет и советот на јавни обвинители, како директно одговорни за спроведување на овој процес, Државната комисија за спречување на корупцијата, Сдруженијето на суди и Сдруженијето на обвинители и сите останати комори кои што можат да придонесат во општиот впечаток. Се гледаат ли контурите на моделот? До сега, она што го знаеме и што е ставено на хартија и во владината програма, и во мандатното писмо, е утврдување прецена имотната состојба и потеклото на имотот на секој судија и обвинител преку Државната комисија за спречување на корупцијата и анализа на оние случаи 5% по случаен избор, но и на оние случаи кои што застариле, по која основа застариле, дали таму има можеби намерно непостапување на судиите или на обвинителите и тоа ќе биде првата, да речам, првиот филтер или првиот чекор. Мислам дека главната цел ни е да течат случаите брзо, ефикасно, со определена динамика која што ќе си определат судиите, но која што нема да има тактизирање, како што немаше тактизирање со брзината на случајот Рекет, како што немаше тактизирање со брзината на случајот со Владимир Панчевски, така да нема тактизирање со ниту еден друг случај и работите да се расчистуваат брзо и ефикасно, секако согласно законот. Значи, ќе се случува прочистување во рамките на постоечките закони
и постоечките институции. Нови адхок тела нема да се формираат. Основната идеја е да се движиме во постоечката законска рамка. Меѓутоа, што ќе произлезе како краен план од консултациите, ќе видиме на истекот од 100 дена. Јас не би ограничувал од сега дали ќе има или нема да има комисија или нешто друго во таа насока, но ние поаѓаме од целите, не од методите. Главната цел ние да се расчисти со оние делови од правосудството каде што е нешто видливо погрешно, каде што има видливи случаи на заташкување или на евентуална корупција, тоа да го препознаеме и со тоа да расчистиме, за да можеме да внесеме и нови сили во судството преку Академијата за суди и јавни обвинители, но исто така за да можеме да им овозможиме на сегашните професионални, искрени и честни суди и обвинители да се работат својата работа како што треба. Тоа ни е целта, поаѓајќи од тие цели ќе направиме модел кој што пред се идејата е да се движи во постоечките законски рамки, доколку се утврди потреба за нешто друго во текот на консултациите и во текот на разговорите со представниците на Европска унија, бидејќи сакаме Европската унија да не биде партнер во овој процес, ќе го соопштиме тоа на... Како реагира првично Европската унија, бидејќи во 2016-та, кога ветивте генерален реизбор во судството и дојдовте на власт, една од првите препораки, јас се еуфемистички ќе ги наречам препораки од Брисел, беше стоп, никако не чепкајте таму, обидете се што може да се направи во рамките на постоечките законни механизми, направете, но генерален реизбор никако не правете. Сега, вие тој термин го сменивте со прочистување. Дали ова што го најавувате, бидејќи пак најавувате модел, најавувате некаква систематичност во пристапот, дали поминува во Брисел? Она што е важно по моите информации за Брисел е тоа да биде баш систематично и да биде оправдано согласно закон, да има втемеленост во некои принципи и да се одвива по одредени правила. Нас ни се најбитни целите. Значи, доколку успееме да најдеме заеднички јазик за целите, мислам дека лесно ќе се договориме. Европската комисија беше многу скептична за процесот на ветинг или на генерален реизбор, пред се заради искуството од Албанија, каде што ветингот доведе до една ситуација каде што до ден денес, заради моделот на ветингот, во кој треба да се согласат сите парламентарни партии за избор на судии во определени судови, се уште нема воспоставено институции функционални од типот на Уставен суд или други судови што ја оневозможува државата да функционира нормално и оневозможува политичкиот систем да биде верификуван од Европската унија како функционален, што е многу важно за почеток на преговорите. За да не се доведеме во истата ситуација каде што ќе расчистиме со, да речам, постоечките суди, а нема да воспоставиме нов систем, целта е она што е оние кои што се стручни, професионални и добро ја работат работата, да продолжат и да интензивираат, оние кои што тоа не го прават да не бидат дел од правосудството. И верувам дека ќе најдеме модел, затоа што ние сме цврсто решени да го спроведеме. Опасност е можеби да останете без институции, но опасност е и тие институции, конкретно судството, да ви функционираат на нефер, на селективни основи. Ние законската рамка ја донесовме во голема мера и ги сменивме условите за оценување во законот за судски совет и законот за совет на јавни обвинители. Ги допрецизиравме. Допрецизиравме и некои други работи во законот за јавно обвинителство. Значи имаме ние законски претпоставки за добро работење. Затоа не верувам дека е проблемот во законите, проблемот е во имплементацијата. Мислам дека со добра имплементација, со систематичен пристап можеме да дојдеме до брзи резултати, а воедно не само не е поентата според мене само да се лоцираат судии кои што или обвинители кои што би биле отстранети од системот, туку поентата е да бидат сите мотивирани да работат во нормални рокови, во разумни рокови, да обезбедат фер постапка и да имаме разрешница на оние случаи кои што веќе долго време седат пред судовите, особено случаите на висока корупција кои што ги иницираше поранешното специјално јавно обвинителство, како и други кои што се отвараат во меѓувреме. Најавени се повеќе механизми на линијата на ова што го зборувате. Еден од нив е мониторинг, европски мониторинг на високо профилираните, да ги наречеме, случаи на корупција и организиран криминал.
во нашето судство. Европската унија го најавува тоа во своите документи. Амбасадор Богар пред известно време даде една изјава дека Европската комисија се решила тоа да го прави ОПСЕ, дека Брисел ќе плаќа, а ОПСЕ ќе го спроведува на терен мониторингот. Дали нешто од тоа почнува да се операционализира? Најпрво логиката да објаснам позади тој процес. Европската унија веќе ги оцени законите кои што ги донесовме во изминатиот период како позитивни. Меѓутоа, еден важен елемент на проценката колку сме успешни во поглавието 23 судство и темелни права и колку сме успешни генерално во функционален политички систем и владење на правото, се цени според имплементацијата, односно според како се и колку брзо се решаваат и на кој начин судските случаи поврзани со висока корупција. Токму затоа, заради следење на тој трек рекорд, како што го викаат, или следење на имплементацијата на законите на дело, се одлучивме да побараме помош од Европската унија на начин што ќе ги мониторираат оние случаи кои што предизвикуваат интерес на јавноста или кои што се однесуваат на коруптивни, потенцијални коруптивни ситуации и случаи, со што ќе се осигураат дека на вистина законите се спроведуваат така како што треба и со што ќе имаме позитивна оценка на трек рекордот, односно на нашиот учинок во судството. Моделот кој што го избра Европската комисија е токму тој што го спомнавте, да дадат финансиски средства за проект кој што ќе трае 3 години и кој што ќе биде спроведуван од страна на ОПСЕ. Имав вчера средба со амбасадорот на ОПСЕ во државава, во Северна Македонија, и разговаравме детално за ова. Не можам да откривам целосно детали, она што можам да ви го кажам, дека ќе има зголемен број на случаи кои што на годишно ниво ќе ги следат, околу 50-тина, дека ќе имаат сериозно регрутирање на стручњаци и од земјава и од странство кои што ќе може да учествуваат во мониторинг на овие случаи и дека ќе произведуваат редовни извештаи и случај по случај и генерално за да ни укажат пред се на некои системски недостатоци доколку ги има во спроведувањето на правото. Кога сето тоа може да се очекува дека ќе почне? Јас би очекувал дека на почетокот на идната година веќе ќе биде во функција. Сега е фазата на подготовка и на, да речам, ставање во функција на целиот тој механизам. Друг механизам најавен во програмата на владата е правење достапни на аудио фајлови, на аудио снимки од главните расправи, од судењата и на тој начин давање увид на јавноста за тоа што се случува во судските сали. Дали е тоа изводливо, треба ли законски промени за тоа да се прават? Мислам дека е изводливо и дека е во рамките на законот, доколку има потреба ќе ги направиме, но мислам дека е во рамките на законот и до сега се објавуваат пресуди. И тоа е добра пракса, бидејќи на тој начин и она што нам ни е важно е да се зајакне транспарентноста, одговорноста и ефикасноста на судството. Ова е елементот на транспарентност и верувам дека тоа ќе олесни увидот на јавноста во конкретните случаи и во оправданоста на определени одлуки на судовите, но исто така тоа и ќе демистифицира работата на судовите на некој начин и нема да стои она големо прашање дали некој контролира судиите, како судат и како постапуваат. Мислам дека со објавување на овие аудиозаписи таа мистерија ќе се разреши и секој судија ќе биде практично контролиран од јавноста. Ги споменавме, веќе вие ги споменавте, најавите од премиерот за ревизија на 5% од судските пресуди во последните 5 години. Ова ќе го сместите како дел од моделот кој што ќе го развивате за прочистувањето? Токму така, идејата е тоа да биде делот од моделот на прочистувањето. А кој ќе ја прави таа ревизија? Ревизијата според сегашните надлежности може да ја прави судскиот совет и советот на јавни обвинители. И јас верувам дека е тоа така правилно, затоа што тоа е единствениот начин како да се задржи поделбата на власта како принцип. Нашата улога како Министерство за правда, ние имаме представници во, нели, министерот би требало по уставот да биде представник во сите тие тела, иако принципиелно веќе подолго време не присуствува лично ниту еден министер за правда, меѓутоа улогата на Министерството за правда е пред се да се грижи тој процес да тече нормално, да тече ефикасно и да ги даде резултатите на крај.
Рековте рекет заврши прилично брзо, да не речеме експресно, но, например, таргет тврдина, предметот мајка може да го наречеме на сите предмети кои што произлегува од специјалното јавно обвинителство, поранешното специјално јавно обвинителство, тој судски процес одвива прилично бавно, барем таков е јавниот впечаток. На тоа се придодаваат тези за наводно дека Мијалков се испазарил со раководството на СДСМ, па затоа предметот тапка во место. Како ќе обезбедите овие предмети на СЈО навистина да завршат, барем во прв степен? Не сте судија, знам, и не можете да влијаете на тоа, но има ли механизми како тоа да се обезбеди? Видите, јас тоа сакав да го спомнам, а заборавив да го спомнам во делот на постапувањето на коалицијата во врска со овие прашања. Сега би го спомнал, добра прилика бидејќи спомнавте некакви дилови. Мислам дека принципот и определбата на оваа влада е дека нема да се прават дилови околу тоа дали ќе се имплементира законот или не, дали ќе се почитува законот или не. Така што јас не верувам во никакви тајни договори кои што треба да ја изиграат правдата. И во никој случај не мислам дека е тоа идејата на владата, напротив. Правото мора да се спроведува, законите мора да се спроведуваат еднакво за сите и резултати од постапките според нас треба да има што побрзо. Токму преку анализите на застарување или неправедно или неоправдано одложување на определени случаи, преку процесот на прочистување, верувам дека ќе придонесат на поголема ефикасност во сите постапки, особено оние кои што траат долго, имаме ние постапки кои што траат 10-15 години по судовите и или се блиско до застарување или пак се заглавени во лавиринтите подолго време, но уште повеќе и уште поважно е да имаме брз резултат во овие случаи од поранешното специјално јавно обвинителство каде што е сет веќе созреани или се блиско до донесување на пресуда. Мислам дека имаше улога во нивното одолговлечување и фактот дека прво предолго траеше процесот на донесување на законот за јавно обвинителство. Верувам дека исто така имаше улога тоа што законот за јавно обвинителство кој беше донесен во февруари имаше одложено дејство до 30 јуни, почна да се применува на 30 јуни. Верувам дека имаше врска и тоа што беше период на техничка влада, избори, па можеби некои од инстанците во судството чекале да видат како ќе се завршат изборите. Барече, има ли начин како да се обезбеди постандарден пристап на судот кон предметите? Оти гледаме дека некои одат со експресна брзина и завршуваат прилично брзо, други се влечат со години. Мислам дека ова е подобро прашање за судскиот совет, но еве можеби една добра идеја би било да секој суд има определена програма за менаџирање на случаите од моментот кога ќе влезе случајот во судот, од прилика за колку време. Нормално има и методологија се работи на методологија за утврдување на тежина на еден случај, методологија за утврдување на начин на менаџирање на тие случаи. Меѓутоа верувам дека може да се направи, дека секој председател на суд може да направи програма или динамика за колку време најефикасно и најбрзо би го направил. Како да функционира таа програма? На начин што ќе се следи од моментот кога ќе влезе случајот на постапување во судот, да се определи определена динамика, проектирана динамика кога од прилика би требало тој случај да има разрешница во тој суд. Потоа нели има други инстанции, меѓутоа ако збориме за првостепените судови, мислам дека тоа е добра идеја. На тој начин секако треба да се разработи, но мислам дека може да функционира. Ако секој суд може да предвиди од прилика колку е потребна брзината за определени случаи. Има случаи кои што се потешки, има случаи кои што може да има повеќе сведоци или повеќе работа, но сепак се развива во моментов методологија за определување на тежината на случаите. Во комбинација сите овие политики верувам дека може да дадат некаа предвидливост за колку брзо може да има исход, затоа што видовме во случаите што ги набројавте дека може судот да испорача брзо. Значи сега внимателно, само сакам нова да потенцирам.
Затоа не сакам јас да коментирам конкретни случаи во нивната содржина, но мислам дека мора да го коментираме овој дел на обезбедување на фер постапка како принцип и обезбедување на ефикасно судење. Еден случај кој што денувива е актуелен во јавноста и го засилува тој впечаток за селективна правда е случајот со трагичната сообраќајка кај млечен ресторан во Скопје, во кој обвинетиот, сега осудениот, доби само условна казна. Тоа покрена цела јавна дебата. Имате ли вие сега ваше мислење по се што слушнавте, прочитавте, проанализиравте, а е поврзано со овој случај, на крај како да се укажува повторно на системски, на законски проблем? Задачата на Министерството за правда е токму да ги идентификува, да ги препознае системските проблеми и да ги реши доколку има потреба преку законска рамка. Но мислам дека тука ни треба малку подлабока анализа. Ако вие имавте една анализа која што укажуваше на тоа дека во последната година само 2 случаи биле со затворска казна, дека сите други биле од 14 случаи во кои што имало смртни последици. Значи, мислам дека е тоа добра прилика, еве и овој случај и други случаи, дека е добра прилика да се направи една анализа од сите чинители, поврзани со безбедноста на сообраќајот. Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, судовите надлежни и судовите надлежни за прекршоци и оние за кривични дела, значи да направиме една анализа во која што ќе видиме дали е законот проблем, дали е проблем судската пракса, па ако е проблем судската пракса да ја подобриме или да направиме некој начален став, начално мислење преку Врховниот суд, или пак е проблем спроведувањето на законот на улица, да речам, преку сообраќајната полиција. Имаме републички, како се вика, совет за безбедноста во сообраќајот. Мислам дека така е најдобро да пристапиме на овој проблем системски, за да има ефект. Инаку, секој може да коментира лично како граѓанин дали му се допаѓа или не пресудата, но јас како министер за правда не би го правил тоа затоа што тогаш ќе испадне дека имам мислење колку и каква треба да биде пресудата. На прва личи дека има дефект. Ако има толку многу пресуди кои што завршиле само со условна казна при смртни исходи, еве јас дури би иницирал многу скоро да направиме една работна група, совет, како и да го наречеме, кој што ќе се позанимава со ова прашање и во брз период од неколку недели или пак неколку месеци, зависи колку ќе треба, да излеземе со конкретни препораки, дали треба да се смени законот или треба да се смени праксата. Мислам дека тоа е најдобро што можеме во моментов да направиме како влада и како Министерство за правда. Ме интересира дали сте упатен на координација со вице-премиерот за борба против корупција? Да, секако упатен сум за прашањата поврзани со антикорупција. Верувам дека многу скоро ќе ја координира и вашата работа или нема таква улога? Не, значи секој министерство има јасно утврдени законски надлежности и не очекувам ниту пак сум се заколнал на тоа дека ќе давам дел од моите надлежности. Значи се што е во рамките на надлежноста на Министерството за правда ќе го работам јас како министер. Ќе си ги чувате себични. Видете, јас сум повеќе за соработка отколку за држење само до своето. Секој си има собствени надлежности. Верувам дека со тимска работа моето министерство, Министерството за внатрешни работи и други министерства кои што се поврзани во кругот на инспекциски надзори, конкретни инспекции, Министерството за финансии и органите во негов состав, мислам дека ако работиме заедно под покровителство на вице-премиерот Николовски, бидејќи него му е доделена задачата да ги координира напорите за борба против корупција, мислам дека ќе имаме резултат. Да, оти разочараноста не е само од судството, голем дел од впечатокот за тоа дека нема ред и дисциплина, да речеме, во државата е поврзан со многу други работи. Амбасадор Джбогар имаше едно интервју пред неколку дена, па велеше владење на правото и да не пушите во ресторан каде што е забрането, да не паркирате автомобил каде што не е дозволено. Затоа е потребно таа политика да има поширок опфат од едно министерство. Затоа е потребно да има вице-премиер за таа тема, доколку владата на вистина дава акцент на тоа прашање, а дава,
и верувам дека ќе направиме добри работи доколку работиме заедно, тимски. Јас сум во секојдневна комуникација со вице-премиерот Вие сте во Николовски. првите 100 дена, се разбира, се уште може да зборувате на начин на кој што зборувате во идно време. Ке веројатно вашето следно интервју ќе биде многу потешко, бидејќи и во ова интервју зборувате за рокови во кои што веќе најавувате дека ќе испорачате известни резултати, можеби не на практичен план за тоа како ќе работат судовите, но сепак дека еве ќе има готов модел за тоа како ќе изгледа прочистувањето на судството. Еве најавивте совет за тоа дека ќе го приспитате овој случај кај Млечани, серијата други и така натаму. Јас само сакам да кажам по ова прашање. Јас не знам поинаку да работам освен со рокови. Во кабинетот на премиерот бев задолжен за следење на реформските процеси поврзани со европските интеграции, плановите 369, 18 и така натаму. И секогаш туду листите или листите што треба да се направат со задачи од Европската унија стигнувале прво на мојата маса и така ќе биде и во иднина. Мислам дека нема никаква друга поента, освен да работиме со рокови и со конкретни резултати во одредено време. Секако некои процеси ќе бараат повеќе време од тоа што ние првично ќе испланираме, меѓутоа мораме да сватиме дека мандатот е ограничен. Големи се очекувањата на граѓаните, претпоставувам ќе се согласите, ако не целосно, барем делумно, дека имаше голема разочараност, дека дел резултат на тоа е и абстиненцијата на изборите, така што големи очекувања се сега фокусирани на вашиот ресор, а и на целата влада на овој план. Секако, јас верувам дека во првиот мандат, во да речам 2017-2020, фокусот беше на поинакви прашања, се решаваат тешките политички прашања со соседите, но и во државата. Сепак имаше поместување и тоа сериозни според мене во мојот ресор, имаше многу голем напредок во законската рамка, но и голем напредок во пракса, бидејќи тоа беше верификувано и во извештаите на Европската унија. Последниот од 2 март кажува дека има веќе конкретни случаи што се решени во суд, има конфискација на имот заради корупција. Значи, работите се движат напред. Дали тоа било доволно или согласно очекувањата на граѓаните, тука можеме да дискутираме и јас верувам дека и граѓаните, па и ние како дел од владата сме очекувале повеќе од судството. Затоа сега не сакаме да губиме ниту момент и од самиот почеток почнуваме со работа на овие теми, затоа што на вистина во овој мандат мораме да испорачаме заедно со чинителите во судството. Важно е да се биде дека институциите функционираат и на актуелни случаи, во кои што се имплицирани луѓе од актуелната власт, а не само на случаи од претходните власти. Како што споменав, законот мора да важи подеднакво за сите и ние не можеме да преговараме и да се договараме дали ќе го применуваме или не. Ако кој да биде, ако се огрешил од законот, треба да одговара и тоа е секако битка, во сите држави тоа било битка. Таа битка ќе се одвива секојдневно, меѓутоа токму од таа битка зависи, од исходот на таа битка, зависи дали ние ќе се трансформираме во успешна приказна на држава која што чекори кон членство во Европската унија или пак ќе заглавиме вечно во некоја транзиција која што никогаш не можеме да ја завршиме. Да ви искористиме, до пред 13 дена бевте главен технички преговорач со ЕУ. Дали сте оптимист дека до крајот на годината ќе се случи првата меѓувладина конференција? Сега се чини сепак едно друго прашање е поголем проблем отколку овие теми за кои што зборуваме вечерва, тоа се односите со Бугарија, спроведувањето на договорот за добрососедство, пријателство и соработка, особено работата на мешовитата историско-образовна комисија. Видете, јас случајот или темата поврзана со Бугарија не би ги коментирал многу, бидејќи има други надлежни министри за тоа, и министерот за надворешни и вице-премиерот Димитров. Можам да кажам од моја перспектива и од тоа што досега го работев. Ние секогаш имавме, секогаш се врзувавме за определени датуми и определено временски рок. Мислам дека е добро тоа, но фактот што веќе се дискутира преговарачката рамка на некои нивоа во Советот е добар сигнал за нас. На 8 септември беше првата дискусија, практично на втората верзија предложена од германското претседателство. Јас верувам во искреноста на германското претседателство да
ја имаме првата меѓувладина конференција до крајот на годината. И ние ќе направиме се како влада, и јас во моето министерство, но и останатите, ќе направиме се што може и се што треба за да дојдеме до таа точка. Секако предизвици има. Мислам дека во наредниот период тие ќе се одмотуваат, но верувам дека до крајот на годината ќе го имаме тоа. Синоќа најави дека оди во Атина, повод е конференција организирана од економист, но ќе се сретне со грчкиот премиер Мицотакис, а рече прва официјална посета ќе направам на Софија. Ќе оди кај Борисов и неговите соработници, веројатно една од причините е токму таа за која што зборуваме вечерва. На почетокот на ноември треба да се случи копредседавање со Берлинскиот процес, така, Северна Македонија и Бугарија. Се уште е претпоставам неизвестно поради околностите со ковид, дали и како тоа ќе се случи. Би требало, ако се е како што треба, на 10 ноември да има, сега пак зборувам во мојата поранешна улога, на 10 ноември да има самит кој што ќе се одржи во Софија, каде што ќе бидат копредседавачи премиерите Борисов и Заев. Мислам дека до тогаш ќе има интензивна комуникација меѓу нашата и бугарската влада и би требало до тогаш да имаме, да речеме, да бидат работите ставени на место во смисла на пријателска атмосфера да се одржи самитот, но исто така и во смисла на тоа дека ќе имаме согласност од сите 27 држави членки на ЕУ за почеток на преговорите, односно за првата меѓувладина конференција до крајот на годината, во декември најдоцна, за да можеме понатаму да го отвараме процесот на оној билатерален скрининг, отварање на поглавијата. Првиот кластер поврзан токму со темите за кои што зборувавме вечерва. Ние бевме и се уште сме во комуникација со владата на Бугарија и верувам дека ќе разберат колку ни е важно да го започнеме овој процес сега, за да го фатиме одот на реформите и за да не доцнеме во ниту една област и за да можеме ефикасно, барем јас можам да кажам за поглавието 23, да започнеме веднаш, бидејќи тоа прво се отвара. А последно се затвара. Така е. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата и уживам во разговорот. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Трансформацијата на предизборните политички ставови рефлектира не само содржинска, туку и суштинска промена. Испреплетеноста дава резултат кој веќе практично се евидентира како идентитетски синдром, за кој јавноста не само што не прави јасна разлика, туку и ги интегрира. Артан Заев, да не кажам Зоран Груби. Креираниот композитор Димиња создава впечаток за идеална состојба на државно ниво, која само што не се пресликала и во вертикала, каде недвојбено само чека да падне наредба за воспоставување ред и дисциплина, која засега функционира само како поттик. Ако се има предвид искуството, таа е пас за продолжување во истиот ритам. Еве го Охрид, од странова објекти, охрабрувам да продолжи. Град на УНЕСКО е Охрид. Тој треба да мисли за себе. Струга, охрабрувам да продолжи. Ние сакаме да градиме, не да рушиме. Заштитата по УНЕСКО е светост за ова наша генерација денеска која што живее. Ние за тоа баш не брига. Оние генерации кои придонесле Охрид да влезе во УНЕСКО, граделе легално и ги почитувале прописите. Не само што се обидуваат да се дистанцираат, туку не сакаат ниту да се заморуваат со конзистентниот охрабрувачки популизам, кој ризично влијае врз здравјето. Зошто мене ме прашувате, јас сум богодин човек, видите. Ме нервира, све што ме окружува ме нервира. За да престане склетот, постои едноставна формула за успех, која може да функционира, но само ако се смени опкружувањето преку интензивна миграција или во поевтина варијанта. Ако оттаму, со декрет, ни се донесе не само канцеларот, туку и администрацијата од Берн. Сакаме швајцарски плати, мора да работиме како Швајцарија. Солуцијата да станеме држава под тертипот на Михајлов е тешко остварлива со постојниот менталитет, иако благодарејќи на изграденото високо ниво на демократска свест
помешано со вкоренетиот традиционализам, токму оние кои пробале и никогаш повеќе не се вратиле, свесни дека таму не смеат да писнат, мора да поделат редовна прекуокеанска патриотска терапија, која ќе го ослободи организмот на татковината. Морате подхитно да се организирате, нема веќе говорене. Нема говорене, ама не само демонстрации. Почнејте да одите на гостен оке, кој се стемне. Одма сите тие изданици да почнува да ги нема, да почнат да се посеруват. Аму чукне на вечер нешто да се посере. И на крајот, за да не дојде до тоа, мора да се посегне по интервенционистички мерки. Оти се заканува национален помор. Ако не помогне државата нешто, магарините ќе изумрат у Македонија, нема да постои магар у Македонија. Не може да ги снема оти без нив. Не само што ќе нема кој да биде насамарен, туку ќе нема веќе ништо да се јава. Завршуваме, се гледаме повторно в понеделник во 22. Пријатно!